Почитувани колеги, драги гости, добар ден и добре дојдовте на 15-тото јубилејно доделување на наградите од конкурсот за избор на најдобра истражувачка сторија на годината. Оваа награда е воспоставена од МИМ непосредно по основањето на институтот во 2001 година со цел да го поттикне и да го стимулира истражувачкото новинарство во земјата, кој го сметаме за врвно новинарско достигнување и значаен елемент во развојот на демократијата во секоја земја. Од 2013 година оваа награда го носи името на трагично починатиот новинар и сопственик на неделникот Фокус Никола Младенов. На конкурсот оваа година се пријавија вкупно 20 автори и тимови на новинари истражувачи со вкупно 37 стории, обработени во 97 текста и прилози објавени во дневните весници, на телевизиите и на интернет порталите. Оваа година жирито работеше во следниот состав: Катерина Блажевска, Фатос Муслиу, Зоран Иванов, Сашо Кокаланов и Томислав Кежаровски. Членовите на жири комисијата констатира дека на годинешниот конкурс учествуваа квалитетни и релевантни истории на исклучително значајни теми од интерес на граѓаните. Според комисијата и покрај тоа што дел од сториите отвораат актуелни и интересни теми, сепак тие во најчест случај останале недоречени, без продолженија на приказните и без нивна разрешница. Жирито иста така ја потенцираше тимската работа на новинарите како позитивен тренд при истражување на комплексни теми кои содржат бројни информации и податоци. Како и во последните неколку години, така и на овој конкурс доминираа стории кои се финансиски поддржани од донатори, наспроти оние кои се иницирани и финансирани од самите медиуми. Членовите на жири комисијата сметаат дека незаинтересираноста на редакциите самостојно да го поттикнуваат и негуваат истражувачкото новинарство покажува дека медиумите ја занемаруваат нивната основна улога во општеството да бидат чувари на јавниот интерес и на демократските вредности. Подемот на истражувачкото новинарство на интернет медиумите е присутен и годинава, за разлика од малиот број пријавени истории од печатените и од традиционалните медиуми, од печатот и од електронските медиуми. Кај дел од сториите објавени на интернет медиумите се забележува употреба на современи онлайн алатки за визуализација на податоците и нивно организирање на начин кој им овозможува на читателите поголема прегледност и полесно разбирање на информациите. Дополнително, жирито го констатираше малиот број на пријавени истории од редакциите на албански јазик, што всушност се случува многу често. Комисијата, како и секоја година, одлучи да додели неколку пофалници за истакнат новинарски ангажман и исто така да истакне неколку автори и нивните истражувачки истории како исклучително квалитетни истории. Значи, комисијата одлучи да им додели пофалници за истакнат новинарски ангажман на следните автори: Сашка Цветковска и Владо Апостолов за сторијата на тема Русинот Самсоненко во приказната Invest in Macedonia via Belize, објавена на веб страницата Нова ТВ. Петар Клинчарски за сторијата на тема Набавка на кинеските палми во Македонија, објавена во емисијата Код на телевизија Телма, и Сузана Мицева за серијалот телевизиски прилози на тема Мигрантската голгота низ Македонија, објавени на телевизија Телма. Со оглед дека комисијата имаше исклучително тешка задача да ги избере најдобрите стории, членовите одлучија да ги истакнат и новинарските истражувања на Горан Левков за сторијата на тема Превработеноста во општините на Скуп Македонија, Анета Додевска за сторијата на тема За колку ги купивме странските инвеститори, објавена на веб страницата Призма, и на Александар Јанев за сторијата на тема Уште 20.562 македонци се заминаа за една година, досега одселени над 600.000 луѓе, објавена во неделникот Капитал. Ги поканувам Сашка Цветковска, Владо Апостолов, Петар Клинчарски и Сузана Мицева да ги примат
пофалниците ќе ги додели Томислав Кежаровски. Може. Ги поканувам, може. Да, јас сега опозорам. Ви благодарам, дали Да, ви благодарам, честитки. Дали некој би сакал да каже нешто во име на добитниците? Сашка на руски нешто. Повелете? Ајде, Сашка, ти си ветеран во истражувачкото новинарство. Благодариме за пофалницата и благодариме на нашите уредници и шефови кои ни дозволува секогаш и во секое време да пишуваме што сакаме. Таква слобода во последните повеќе години беше на вистина ретка во Македонија. Да. Честит. Добро, честитки. Продолжуваме со доделувањето на третата награда. Третата награда во изборот на најдобра истражувачка сторија за 2015 година ја делат Джелал Незири од Скуп, Македонија, за сторијата во токсичното кралство на Југохром и новинарите Горан Ризаов, Сашка Цветковска и Борјан Јовановски за серијалот Текстови за аферата Телеком, објавени на веб страницата Нова ТВ. Сторијата за загадувањето на воздухот во Тетово, еден од најзагадените градови во светот, обработува актуелен и значаен проблем за пошироката јавност. Преку темелно истражување, новинарот успел да обезбеди голем број релевантни информации кои сведочат за алармантната состојба со загадувањето на воздухот во Тетовскиот регион и за негативните последици врз здравјето на граѓаните. Сторијата го истражува работењето на најголемиот загадувач во регионот Југохром од Јегуновце и истовремено го илустрира игноранскиот однос на државата кон овој загадувач. Дополнително, новинарот ја открива и мистериозната собственичка структура на фабриката која води до Хонг Конг и до Кипар. Серијалот Текстови за аферата Телеком го истражува еден од најголемите коруптивни скандали во земјава, кој се провлекува подолг период во време на неколку владини гарнитури и со инволвираност на актери од сите поголеми политички партии. Истражувањето обелоденува сознанија од долгогодишната меѓународна истрага за скандалот, за незаконските дејствија на поранешните раководители на Телеком, за улогата на домашните надлежни институции и за непостапувањето на органите на прогонот. Новинарите демонстрираат впечатлива тимска работа и систематски пристап во обработка на една комплексна тема која изобилува со мноштво факти и документи. Честитки. Наградите ќе ги врачи Сашо Кокаланов. Повелете. Джелал Незири, Горан, Сашка и Борјан. Каде е Джелал? Бидете најубави сега. Ве молам вратете го микрофонот, Јане. Повелете кој во име на добитниците наградите ќе се обрати. Горан, повели. Благодарам на сите. Особена чест е да се добие оваа награда, особено поради името кое го носи. Тоа е обврска за нас да продолжиме да објавуваме вакви истории.
и да откриваме злоупотребата на власта без разлика од која партија и од кој временски период се случува. Да, ви благодарам. Втората награда за најдобра истражувачка сторија, објавена во 2015 година, се доделува на Билјана Николовска за документарниот филм Кога здравствениот систем убива дете, објавен на телевизија Телма. Документарниот филм представува филмувана верзија на серијалот телевизиски прилози за случајот со малата Тамара Димовска, девојчето кое беше болно од сколиоза, а почина чекајќи ги институциите да ја одобрат лекување во странство. Сторијата ги разоткрива дефектите на здравствениот систем и неизвестниот пат низ кој што минуваат тешко болните лица на кои им е потребно лекување во странство. Новинарката демонстрира исклучителен новинарски ангажман, професионално следејќи го случајот во континуитет и точно лоцирајќи ги надлежните институции и системските бариери кои го оневозможија навременото лекување на малата Тамара. Дополнително, таа открива дека не станува збор за еден случај, туку дека се работи за аномалија на здравствениот систем со која граѓаните се соочуваат подолг временски период. Приказната го актуализира проблемот и на другите деца со слични здравствени проблеми, предизвикувајќи огромно внимание и реакции во јавноста. Билјана Николовска, втора награда, поведете. Благодарам на Македонскиот институт за медиуми за оваа награда. Многу ми значи наградата, особено што се работи за... Од друга страна, сум тажна што ја добивам, може сум една од ретките кои што ќе го каже ова. Се надевам дека никогаш повеќе нема да имам потреба да пишувам вакви истории, дека ќе се промени нешто во овој здравствен систем и нема повеќе да пишуваме за деца кои што ни умираат. Комисијата едногласно, како и за сите останати награди, донесе одлука. Првата награда за најдобрата истражувачка сторија, објавена во 2015 година, да му се додели на тимот новинари на Бирн Македонија за истражувачкиот проект Скопје 2014 под лупа, објавен на веб страницата Призма. Истражувањето обработува актуелна тема од исклучителен јавен интерес и обелоденува колку јавни пари досега се потрошени за контроверзниот проект Скопје 2014. Преку серијал текстови и создавање на интерактивна онлайн база на податоци за договорите, набавките, фирмите, авторите и изведувачите на проектот Скопје 2014, новинарите на Бирн и овозможија на јавноста сеопфатен увид во трошењето на народните пари. Податоците од базата покажуваат дека досега потрошените средства за градежните објекти во центарот на Скопје се неколкукратно повисоки од износите кои ги соопштуваат надлежните институции. Според опсегот и темелноста, истражувањето Скопје 2014 под лупа е новитет во досегашното истражувачко новинарство во Македонија. Тимот на новинари-истражувачи на Бирн демонстрираше извонредно висок капацитет за истражување, анализа и организирање на огромен број на податоци. Скопје 2014 под лупа е приказна која се уште трае и се надополнува, а истовремено представува извор на корисни информации и поттик за нови истражувања поврзани со транспарентноста на трошењето на јавните средства. Честитки за тимот на Бирн Македонија. Добитници на првата награда. Владо, па ти не седно, што ти? Владо Закупов на просто... Да, да. И Сашка. Ве молам, може ли само ова да го имаме во... А кај? Снема. Да.
Мислам дека е уствари на крајот ќе направиме family фото што се вика, да. Сашо Кокаланов ќе ја врачи статуетката, таа е резервирана секогаш за добитниците на првата награда. Ова беше изборот на најдобрите истражувачки... заборев. Најважното. Во име на тимот кој што работеше на сторијата, ќе се обрати кој? Мери Јордановска, која што беше еден од новинарите истражувачи. Повели, Мери. Да, голема благодарност. Ова е признание не само за големиот труд што го положивме во оваа база на податоци Скопје 2014 под лупа, туку и признание за она што значи тимска работа. За прв пат го почувствувавме после долго време духот да се работат 5-6 луѓе, да систематизираат документи. Така натаму и пред се признание колку аргументите и фактите треба да бидат водич во истражувачкото новинарство и во медиумите и сите новинари се разбира. Во име на целиот тим од Бирн Македонија, голема благодарност, ова е поттик да читате од нас уште многу истражувања. Значи, ова беа добитниците на наградите и пофалниците за 2015 година. Честитки до сите и се надевам дека и понатаму овој тим ќе истражува уште повеќе.